Римскиот Колосеум потекнува од пред 72 година од новата ера. Никола Тесла е изумител на електричната енергија. Новиот век започнува со откривањето на парната машина, кокино е градба. Височината на Монте Еверест и локацијата на Бугарија не се единствените кардинални грешки во учебникот по историја и општество за петто оделение. Историчарите предупредуваат итно да се повлече учебникот бидејќи ќе им нанесе голема штета на учениците. Во опсежниот извештај Сдруженијето на историчари посочи на многу нелогичности. Дека египетскиот календар е лунарен, кој всушност е соларен. Дека почетокот на новиот век, модерната историја, започнува со откривањето на парната машина, а историски завршува со почетокот на Првата светска војна. Новиот век не започнува со пронаоѓањето на парната машина во 18 век. Новиот век во согласност со академскиот консензус во Европа започнува со појавата на печатницата во Гутенберг и со Ренесансата, која ги црпи основните идејни постулати од средновековието, реагираат историчарите. Стариот век бил историски период кој започнал со пронаоѓањето на првото писмо, а завршил во петиот век пред новата ера. Ова е погрешен податок според кој почетокот на средниот век во суштина се поместува 10 века поназад. Имено средниот век започнува со големите преселби на народите во петиот век од нашата ера. Според она што го навеле авторките, средниот век во историјата започнува со грчко-персиските војни. Понатаму, не постои нешто наречено стариот античка историја век, бидејќи античката историја е впрочем само еден дел од она што се нарекува историја на стариот век. Дека ќе препознаете многу грешки, јасно е уште од амбалажата, кога ќе ја отворите интернет страницата на Е-учебници. Овој учебник со спорни содржини е насловен Историја и општество. Грешки има и за мегалитската обсерваторија Кокино, која се вбројува меѓу 15-те највредни стари обсерватории во светот, а НАСА во 2005 година ја рангираше на 4-то место во светски рамки. При споменувањето на Кокино постојано се повторува градба и изградено, а всушност се работи за природна карпа која е секундарно обработена. Во однос на Хераклеа се вели дека е основан во 6-тиот век пред нашата ера. За тоа не постојат никакви докази. Археолозите овој град го определуваат хронолошки во 4-тиот или пак во 2-тиот век пред нашата ера, но во никој случај во 6-тиот век пред нашата ера. Воедно се констатира дека Хераклеа била колонија, без при тоа да се прецизира што представува тоа, односно чија колонија била. Кај Самуилова тврдина се вели дека најголемиот дел од зидовите и кулите датираат од времето на царот Самуил, иако археолозите сметаат дека остатоците од денешните зидини се од подоцнежен период. Исто така, авторките наведуваат дека во близина на Самуиловата тврдина се наоѓа амфитеатар, што не е точно, бидејќи станува збор за антички театар. Никола Тесла, изумител на електричната енергија, се наведува на страницата 116 од учебникот, но историчарите посочуваат дека истражувањето и откривањето на електрицитетот има своја историја, која започнува со старогрчкиот филозоф Талес од Милет. Никола Тесла историски гледано ја има заслугата за креирањето услови за користење и производство на наизменичната струја. Ова се само дел од грешките во учебникот за кој Министерството за образование и наука минатата недела соопшти дека бил почнат процес за утврдување на причините за пропустите.